А секако и да си останете дома, на домашен терен, има што да посетите и во што да уживате летово. Почнуваме со првиот разговор во Македонија наутро денес. Ајде прво ќе ги представам моите гости, 20 крушевчани, така да не сгрешам. Гости со кои што ќе најавиме убаво лето во Крушево, поточно ќе најавиме убави два настани кои што се спојуваат во последниот викенд од месец јуни, а целта на нивното спојување е што повеќе туристи и секако богата програма за туристите кои што тој викенд ќе се најдат во Крушево. Затоа и темата ја насловив Лето во Крушево. Добро утро за Никола Кисковски, директор на трката Крушево Ран, и Димитар Ангелковски, организатор на фестивалот Уенинг Крушево. Добро не дојдовте. Добро ве најдовме. Втора година поред Крушево Ран, 6-та година поред Уенинг Крушево, но прва година како ќе ги споите силите. Крушевчани од секогаш знаеле како. И ви честитам за тоа. Така е. Ајде да почнеме поред. Прво, докаде се организацијата на двата настани, ми кажавте дека апликациите се уште се отворени. Ајде, со Уенинг Крушево ќе почнеме, бидејќи со Никола сме ние и стари соседи и пријатели, ќе дадеме предност на Димитар, бидејќи прв пат и не гостува во Македонија наутро. Димитар, Уенинг Крушево еднаш годишно се одржува, така? Два пати годишно се одржува, зимски и летен, поради ковид ситуацијата, зимските фестивали така ги одбегнувавме, бидејќи настаните, односно журките беа на затворено, па еве 2 години поред не се одржуваат зимските. Така, најавен како адреналински настан, што ќе опфаќа програмата и колку дена ќе трае, дали целиот викенд? Така, значи програмата започнува на 24, завршува на 26 јуни. Ова година имаме навистина богата програма на Уенинг Крушево, почнувајќи од кајакарење, летање со параглайдер, јавање на коњи, имаме ноќни журки, јога. Ова година, како што кажавте, за прв пат се спојуваме, имаме и трка на 5 километри. Самата програма започнува во петок, кога е пријавувањето на учесниците. Вечерните журки се во петок вечер. Можам да кажам и кои не се учесници оваа година. Да, секако. Гоце Сав, ги имаме Паркети, Сирилик, Мамба Квин, навистина интересни изведувачи кои што ќе траат до раните утрински часови, почнувајќи во петок на 24 јуни од 22 часот, а се завршува веќе до 3 часот наутро. Истото што се однесува на вечерните журки продолжува и во сабота вечер. Така, се журките баш сега ги гледаме на телевизија. Ова значи има и за спортисти и за тие што сакаат да се заглават малку повеќе. За сите можни групи имаме активности, а веќе во сабота наутро ни започнуваат турите. Имаме две планинарски тури, лесна, каде што можат да учествуваат од деца до највозрасни групи, а имаме и малку потешка планинарска тура, која што треба да бидат малку физички спремни, а исто така имаме и две велосипедски тури, мала и голема. Како што кажав, кајаците ни се на Крушевското езеро, имаме кампинг покрај Крушевското езеро, најадреналинскиот спорт летање со параглайдер, јавање на коњи, јога. Планираме оваа година да имаме и некои детски игри покрај Крушевското езеро, како што кажав, да бидат застапени сите можни групи и да уживаат на овие 3 дена во Крушево. Кажи ми, се оправдуваат ли очекувањата од самиот почеток на фестивалот, бидејќи ве следам од како го формиравте Уенинг Крушево? Носите голем број на туристи, се зголемува од година во година интересот во односи на пријавите на апликациите за учество? Па како започнавме пред 6 години, можам да кажам дека Уенинг Крушево стана веќе препознатлив бренд и навистина секоја година имаме се повеќе и повеќе учесници. Среќа Крушево инвестира доста во туристичките капацитети. Претходните години имавме една година кога Крушево беше фул и немаше воопшто место за сместување. Така што со оглед на тоа дека имаме дополнителни туристички капацитети, плюс тоа имаме предвидено во самиот настан и кампување на Крушевското езеро, мислам дека ќе го задоволиме целиот овој интерес за фестивалот, а со оглед на продадените карти до сега, мислам дека ќе го имаме максимумот оваа 6-та година. И за крај доведел од разговорот, каде може да се аплицира за учество, каде се купуваат карти, верувам тоа е се организирано и онлайн, на која платформа? Така, пријавувањето на фестивалот, секој оној кој сака да учествува на Уенинг Крушево мора да се пријави на нашата веб страна ueningkruševo.mk, каде што има соодветна Google платформа
и си избират кои активности, каква маичка сакаат да си добијат од самиот фестивал, а купувањето на картите се прави на онлайн платформата на МК Tickets и на целата продажна мрежа нивна. Со карта од 500 денари, секој учесник добива уникатна маичка изработена од нашиот крушевски дизајнер Зоран Кардула, која што ја носам во моментов, и нормално добиваат пакет производи од сите наши спонзори, како и дополнителни попусти за сите активности кои што би ги избрале да ги прават на самиот фестивал. Така. Кажавме дека ќе се случува во истиот термин трката Крушево Ран, втор пат поред, Никола, ако не грешам, така? Да. Која беше прва идејата и целта? Јас кажав, можеби во најавата, но ако нешто испуштив, ете поголем број на туристи за да се споите, но има сигурно и други причини. Да, вака минатата година за среќа јас бев во Крушево, бидејќи живеам и работам во Скопје, и бев консултиран од господјата Левкија Гажовска од Центар за хумани односи, невладина организација, сакале да организираат трка и се споивме, нивна беше идејата, моја реализацијата по големиот дел, тркачкиот дел, пријавување како медали за финишер, нели, за секој што ја завршува трката, и со оглед на тоа што минатиот септември беше пандемија, направивме со ограничен број на учесници, само 50. Така. Меѓутоа годинава тоа си оди нормално, без ограничувања и во анализа со атлетичарите, бидејќи јас сум и член на атлетски клуб Делта, рекреативец, меѓутоа тренирам напорно и утврдивме дека јуни е најдобар за трка затоа што е крај на прва полусезона. Кај нив, кај атлетичарите, а исто кај рекреативците. Во септември има премногу трки и Крушево така ја доби оваа трка да биде во јуни. Со Димитар исконтактиравме и идејата беше за поголем настан. Доколку некои сакаат повеќе настани, ние сакаме еден, меѓутоа да биде со сите нишани, кажано по крушевски. И така ја добивме оваа тркава, зошто 5 километри? Има тука на Кеј ме прашуваат, не ми се исплати да возам до Крушево за 5 километри да биде поголема. Исто во разговор со атлетичарите, напорот на 5 километри во Крушево на 1250 метри со таа елевација, искачување и спуштање е идентичен на 10 во Скопје. И затоа е на 5. Меѓутоа, еве, ако сакаат, јас ќе се потрудиме, ќе биде 2 круга, нели? Малце подолга, ќе се потрудиме, биде тешка, ќе биде 10, меѓутоа ќе биде многу тешка. А наша идеја, тоа сакам да го напоменам, да максимално почитување и да бидат среќни и задоволни трчачите. Значи, не да им дадеме стартен број, бидејќи голем дел од трките, стануваат и добар бизнис. Нашата идеја е сосема спротивна, да бидат среќни, да добија секој маичка, да добија медал финишер, суплементација од спонзорите, енергетски напитоци, освежување и тоа да биде добро спакувано. Минатата година ние купувавме со наши средства, купувавме работите да ги ставаме во стартните пакети. Значи не ни е поентата дека треба да ни дојдат, не знам, 1000, па да не знаеме што да дадеме само стартни броеви и да трчат, него нашата поента е да бидат среќни и задоволни за да дојдат поново. Да, голем дел од тие работи ги изгубија некако суштината, ставени се на брза лента, работите колку само да поминат, го нема духот. Верувам дека за тоа зборуваме и дека токму во Крушево тоа ќе го почувствуваат учесниците. Пријавувањето за Крушево Ран е се уште во тек или заврши? Да, пријавувањето ни трае уште неколку дена, нормално како и сите трки на Smart Race. Секој може да се пријави и се гледаме во 20, во сабота 25 во 18 часот. За разлика од фестивалот, овде треба малце спремање, физички подготвени, здрави, рекреативци. Помалку и порано да дојдат, барем еден ден. Так. Што велат локалците? Се подготвуваат за настаните? Сигурно ова значи и за нив таму доста. Значи и за туризмот. Секако. Комуницирате со нив, возбудени се на вакви настани, имате поддршка? Исто, бидејќи покрај овие два наши настани, кои ние ќе ги сметаме како еден настан, има и државно првенство норвешко, мислам, во параглайдинг и сместувањето веќе е проблем.
така да некој доколку планира да помини одличен викенд, тоа да го направи на време. Така. Но добро кажавме, има и покрај езеро, кампување. Да, има и кампување покрај езеро. Што се однесува до локалците, мислам дека овој период поминуваат најдобро, што се однесува и туристички, и забавно, бидејќи нормално самиот туризам во Крушево се развива на многу повисоко ниво и за Крушево нормално се слуша многу повеќе. Би сакал само да дополнам тука на Никола што кажуваше за пријавувањето на оние кои сакаат да трчаат на Smart Race кога ќе се пријават. Сите оние трчачи кои што ќе купат карта за Уедин Крушево, односно за самата трка, добиваат бесплатна алка за самиот фестивал, со која што може да ги користат сите оние попусти кои што ги нуди Уедин Крушево. Така, на тој начин исто сте вмрежени, конектирани, Да, поврзани. Така. Добро, посакувам убави настани да се видиме после завршетокот да ги средиме импресиите и впечатоците, но според кажувањето очекувате наплив на туристи и на учесници. Да, очекуваме доста учесници, доста туристи. Нормално би сакале да ве поканиме и вас, да ни се придружите, да уживате во крушевските убавини, во адреналинот, во забавата, така да сте добро дојдени. Благодарам уште еднаш. Мислам дека кажавме се или нешто испуштивме да информираме. Не само тоа да не сите што ќе учествуваат на трката да не забораваат патики за трчање. Тоа случува и тоа? важи и за вас. Мене ми се има случајно затоа. Мислам соодветните патики за трчање, пошто ние имаме многу патики за трчање, тие што се за трка да не заборават да се ги понесат. Но добро, битно, важно е, се извинувам, да се има упорност и Така. волја за надпревар. Сега имаше во Дојран, чинам државен надпревар во триатлон и баш една колешка наша од МТВ сподели убава приказ, на прв пат нивно во детенце учествува, без несоодветна опрема, бидејќи сега и не знаеле нели како и тоа да го подготват. Прво место ги победил другите, не знам после колку секунди, така да тоа е само доказ дека кој сака да учествува во вакви надпревари треба да се понесе освен опрема и волја и упорност и љубов за тоа што го прави. Посакувам убави настани и да се видиме во јули да ги средиме импресиите и впечатоците. Ви благодариме на поканата, повелете, ве очекуваме во Крушево. Благодарам уште Благодариме еднаш многу. за гостувањето.